Над 80% од македонското стопанство е погодено од кризата, предизвикана од корона пандемијата. Ова во директен ризик носи дури 40.000 работни места. Овие поразителни податоци во јавноста денес ги презентираа од Организацијата на работодавачи, посочувајќи дека најпогодени се 9 стопански сектори кои се носители на македонската економија. Као најпогодени сектори се прикажани услужните дејности, особено оние поврзани со храна и пијалаци, секторот за малопродажба, транспортот и складирањето на стоката, преработувачката индустрија, особено производството и преработувачка на прехранбени производи и градежништвото. Значи, тоа се компаниите кои процентот на падот на нивните приходи бил најголем и факт е дека дури 43% од сите анкетирани компании покажале за половина или повеќе од половина пад на нивните приходи од производи и услуги за овој период. За кратко време, ова е второ лошо предвидување за македонската економија, откако со сличен став преку ТВ Стар пред 2 дена излезе и универзитетскиот професор Дарко Лазаров. Во такви услови кога приходите, односно извозот и производството и паѓа за повеќе од 40-50%, неминовно во наредниот период ќе ги отпушта дел од своите вработени, што катастрофално ќе влие врз македонската економија со оглед на фактот што очекувањата се дека во наредниот период бројот на невработени може да се зголеми за 30, 40, па и 50.000 вработени. За облажување на последиците и надминување на состојбата, над 70% од анкетираните компании сметаат дека државната помош за исплата на платите на вработените треба да продолжи до 6 месеци, да има дополнителни даночни олеснувања и повеќе бескаматни кредити. Значи, загрижува одговорот на нашите анкетирани компании, каде половината од нив, значи 50% од нив изјавиле дека ако и понатаму продолжи кризата со COVID-19 во следниот третиот квартал од годината, тогаш тие нема да преживеат. Тоа се соочува со банкрот, стечај и ликвидација на нивните компании. Тоа значи дека владата мора внимателно да ги следи бројките, да гледа колку вработени остануваат без работа и кои компании не работат, за да може да се продолжи со овие мерки кои беа до сега димензионирани и за следните месеци се додека трае кризата. Инаку, само за 1 месец од почетокот на пандемијата, домашната индустрија покажа пад од 40% на вкупното производство.